Нека f od x е еднакво на 1 врз x. Графикот на функцијата 1 врз x е даден со оваа скица. Тука да забележиме дека со овај график тука ни е даден графикот на функцијата 1 врз x на интервалот од 0 до 3. Сите знаеме дека 1 врз x изгледа вака. Најдија средната брзина на промена на f од x во однос на x на интервалот од 2 до 3. Тоа ќе го обележам со v со долен индекс x или v средно. Ајде уште една што ни се бара. Брзината на промена на f од x во однос на x на интервалот од 2 до 3. Како ни се менува f од x на овај интервал, односно f од 3 минус f од 2, или со други зборови, за колку ни се променила вредноста на функцијата на интервалот од 2 до 3, интервалот од 2 до 3, врз промената на x на овај интервал, а тоа е 3 минус 2. Општата формула, доколку имаме интервал од x0 до x7, би била v средно е еднакво на x7 минус x0 имаме во именителот, додека во борителот имаме f од x7 минус f од x0. Уште еднаш. За колку се променила вредноста на функцијата на интервалот од 2 до 3, кога x ни се менува во овој интервал? Уште еднаш. За колку ни се променила вредноста на функцијата кога x ни се менува од 2 до 3. Промената на вредноста на функцијата врз промената на x на тој интервал. Имаме f од 3 е еднакво на 1/3, минус имаме f од 2 е 1/половина. Зашто? Променуваме 3 и 2 во функцијата f од x е еднаква на 1 врз x. Продолжуваме понатака. Во именителот имаме 3 минус 2, што е 1. Тука имаме 1 заеднички делител на 3 и 2 е 6. Во броителот имаме 2 минус 3, или ова е еднакво на минус 1 врз 6. Конечно, средната брзина на промена на f од x во однос на x на интервалот од 2 до 3 е еднаква на минус 1 врз 6, или минус 1 шестинка. Ајде да го решиме барањето под 2. Најдија моменталната промена на f од x во однос на x во точка 2. Моменталната промена би била промената на функцијата f од x кога x ни се менува на некој интервал многу блиску до 2. Затоа користиме лимес кога x тежи кон x0 е општата формула во некоја точка, ако имаме x0, во случајот x0 е 2, е еднаква на f од x минус f од x0 врз x минус x0. Што сакаме со ова да определиме? Сакаме да определиме промената на функцијата f за многу мали промени на x околу точка x е еднакво на 2. Рековме дека во оваа задача x0 е 2. Имам лимес x тежи кон 2 од f од x, тука да забележиме имаме x, немаме x0, минус f од x0, што во случајот 2 врз x минус. Наредно имаме лимес од во именителот го
оставам истиот израз x минус 2, ќе го препишам. Наместо f од x сега ќе заменам 1 врз x и наместо f од 2 ќе заменам 1 врз 2. Имаме 1 врз x минус f од 2 е рековме 1/2. Го пресметуваме овај лимес кога x тежи кон 2. Ако допуштам x да тежи кон 2, имам 1/2 минус 1/2 што е 0 во бројделот и 2 минус 2 што е исто така 0 во именителот, значи во бројделот се добива 0 и во именителот се добива 0. Имаме некаква неопределеност. Па така, овој израз ќе пробам некако да го трансформирам. Имаме лимес од изразот во именителот ќе препишаме x минус 2, додека во бројделот имаме 2x, овие два изрази ќе ги запишам под заеднички именител, тоа е 2x, тука ќе помножам со 2. Овој се помножа по 2, овој по x, па така ќе имам овде 2 минус x, пресметувам лимесот кога x тежи кон 2. Овде вака имаме двојна дробка која ќе ја запишам на следен начин, значи тука имаме единица. 2x по x минус 2 имаме во именителот, додека во бројителот имаме 2 минус x по 1 што е 2 минус x. 2 минус x можам да го запишам како минус, значи 2 минус x по 1 е 2 минус x, поинаку ова можам да го запишам како минус x минус 2. Да забележиме, минус x минус 2 е еднакво на 2 минус x. x тежи кон 2. Во наредниот чекор x минус 2 и x минус 2 ќе се скратат, па така се добива лимес од минус 1 врз 2x кога x тежи кон 2. Или овој лимес е еднаков на минус 1/4. Конечниот одговор на брајањето под b е следен. Моменталната промена на f од x во однос на x во точка 2 или во точка x0 е еднакво на 2 е еднаква на минус 1/4. Да забележиме, со изразот под а ни е даден коефициентот на правец на правата која што минува низ овие две точки. Прашањето кое што може да го поставиме е што се случува доколку овој интервал го намалуваме, односно ова наместо 3 за десна граница на овој интервал земам вредност која што е поблиска до 2. Еве да речеме ова вредност што ќе обележам со x3. Ќе ја добијам оваа права, па со некој израз личен на овај ни бил означен коефициентот на правец на оваа права. Кога земам оваа точка, ќе ја добијам оваа права. Ако речам дека x, оваа вредност тука, x, ќе обележам со x, ми тежи кон x0, јас ќе го добијам изразот под b, ќе пресметам моментална промена на f од x во точка 2. Што му зборуваме за моментална промена? Зборуваме за некој израз или за нешто кое што се, односно за нешто кое што се пресметува со лимес. Ке видиме понатака, односно видовте на предавањата дека тоа ни представува извод на дадена функција.